Се уште нема нов конкурс од страна на Министерството за образование и наука за стипендирање на учениците од медицинските струки. По најавата на 25 октомври на Министерот за образование дека ќе има нов конкурс, директорите на медицинските училишта се во исчекување. Директорката на Штипската медицина вели дека очекува позитивен исход до крајот на овој месец. До денес ние се уште, секојдневно следиме на веб страната на Министерството за образование и чекаме официјално известување од страна на МОН. Се уште не е излезен конкурсот. Се надеваме дека, како што вети и Министерството, дека ќе си останат на зборот и дека во тек на овој месец ќе биде распишан конкурс токму за овие ученици. Над 600 ученици од здравствените училишта во Штип, Тетово и Гостивар чекаат позитивен одговор. Во спротивно, училиштата ќе поднесат приставки до народниот правобранител, вели Николик, оти е направена дискриминација со учениците. По комуникација со колегите од Тетово и Гостивар, очекуваме до последен момент, да речам, до крајот на месец ноември. Инаку во спротивно, во сите училишта се веќе донесени одлуки од страна на Советот на родители, училишниот одбор, наставничките совети и секако дека доколку Министерството не остане на својот збор, ние сме подготвени да поднесеме представка до народниот правобранител за да се реши, односно да се регулира овој случај, да не влеземе во процес на направена дискриминација врз учениците, како што беше и во конкурсот. Се надеваме искрено дека нема да се случи ова, дека Министерството ќе излезе во пресрет на овие ученици и бараме, со оглед на првичниот конкурс кој што беше таков каков што беше, да за следната, затоа што ние веќе во тек на месец јануари повторно донесуваме одлука за запишување на ученици во следната учебна година, за да може во конкурсот на 31 март да излезе какви ученици ние ќе запишеме во учебната 24-25. Барам од Министерството да размисли и да ни даде конкретни насоки, за да знаеме и ние во кој правец да го формираме, да ја донесеме одлуката за формирањето на дуалните паралелки е доста сложен процес кој вклучува повеќе странки, па доколку се добие негативен одговор од страна на Министерството, Штипското медицинско училиште ќе се повлече од дуалното образование, истакна директорката Николик. Оваа учебна година 170 ученици се дел од дуалното образование, а главна мотивација беше стипендирањето на учениците.